Весело да си го дигнеме гласот. Дали гледате некој насилник во оваа страна? Ние сме го пријавили законско. Јас како граѓанин на оваа држава имам право да протестирам таму кај што мислам. Да, имаме. Дај да видам писмено каде имате. Писмено дека сте го пријавили. Не, писмено дека вие не можете да одам таму. Ја имам наредба. Наредба мора да има некој наредба. Јас сум граѓанин на оваа држава. Не може ни еден човек без писмено да ме задржи да одам таму. Ни во кој случај. Ние ќе се ги земеме ти. Медиумите се тука, ве молам. Кои се многу ценети и поштовани. Ние, како граѓани на оваа држава, сме поднеле писмено барање до оваа власт, до оваа полиција, за да можеме мирно да го изнесеме нашиот револт за масакрот на децата во Палестина. И тој револт не верувам дека би можело некој да ни спречи. Ако има еден единствен инцидент, јас лично ќе си носам одговорноста, меѓутоа нема да дозволиме. Ја нема да си дозволам моето дете да биде дел на некаков инцидент. Затоа ве молам и ја молам ова полиција нека се отстрани од страна за протестот си го одржиме таму кај што сме го предвидели и пријавиле. Ве молам, па пренесте вие до нив. Јас гарантирам дека од оваа страна нема да има инцидент. Меѓутоа, оние треба да ни гарантират да како граѓани на оваа држава стигнеме на тоа место што сме го пријавиле. Ве молам, пренесте на нива, а ние ќе одиме натаму. Јас ќе бидам прв, мене треба да ме задржат првиот. Јас зборувам како граѓани на оваа држава. Значи, ни во кој случај се зборува за масакар за невини деца, се зборува за слики кои треба да си ги видат поштените граѓани на Македонија. Македонија е цивилизирана држава. Македонија знае да проценува што е позитивно, што е негативно. Македонија знае да проценува што е масакр, што е холокауст, а кој е вистинскиот холокауст. Се што бараме, да ни овозможите нашите слики да бидат истакнати таму. Граѓаните нека си проценат дали е во право или не. Тоа го одваднаше. Нема потреба никој друг да се проценува. Да, искрено ве молам. Ши по. Дефинитивно докато не е место ве рачунате. Меѓу ова место и таа, зарем не ист град, зарем не сме иста држава. Зошто тука може да не спрече? Зошто не спречувавте да го издржиме воопшто ова? Па суши ли да земе да повинува таа? Кој е министерство ке ви затреба? Верувајте. Достоинствено како што најавувате. Па ние ни дозволувате, ние мирно да се одиме. Што сте ги мачили овие полицајци толку, нека си праве одмор луѓето. Јас ја гарантирам безбедноста на овие луѓе. Зашто барате тогаш писмено од вас да бараме ние? Ќе тргнеме, ќе не заоставите кога ќе дојде мерак и така ќе биде секој ден. Зашто барате писмено да ви се јавуваме? Писмено барање имаме, писмено одговор дайте ни. Баре толку бидете луѓеве. Што е ова бе? Овдека е граница, албанциве, муслиманиве, не смеат натаму. Таа порака ли сака да ја пратите бе? Дека полицијата македонска се плаши од деца ли бе? Треба и македонска. Овие по 10 години. Асам, љутем. 10 годишни деца ли ќе ви прават проблеми физички, ќе ве напаѓаат, што ќе ви прават? Имате организатор, имате кој ви одговара, сите ви кажуваме дека нема да се деси. Па баре јавете се, имате претпоставени, вас ве разбирам. Вие лично не можете ништо, ама имате претпоставен бе. Јави се. Што значи ова? Тука не може, зашто кеф ми е? Па не може бе, јас сум покути граѓанин. Чак што више ја плаќам данок, ти пари земаш, плата земаш. На што личи бе? Јавете се бе. Ако е вашата порака, ако претпоставените ви давале порака да има инцидент, ви гарантирам господине, нема да има. Таа желба нема да ви ја услишеме. Таа желба ни денес, ни утре, ни никогаш. Ние сме докажали дека сме и ко нација, и ко вера. Ние сме луѓе кои ја сакаме
милоста, ја сакаме правдата и правдината. Ние сакаме благосостојба да има секаде. Ако вашите претпоставени барат инцидент, нема да го има. И да има ваши луѓе меѓу нас, пак нема да им дозволиме такви да има. Значи, да, нема ни да се дозволи по никоја цена. Сакрираните деца и музеот на Холокауст, на луѓето кои го прават тој масакар. Верувајте каква ќе биде ова слика. Ќе бидат децата кои ја играат улогата на невини палестинци, ќе бидат сликите на мртви палестинци и ќе бидете вие македонската полиција во место на Израел. На вистина не може да ве разберам. Ни во кој случај, меѓутоа ова порака до сите граѓани на Македонија и во светот кажуваме дека во овој случај македонската полиција зезема местото на еврејската држава која прави масакар врз невините цивили. А жалам дека меѓу овие полицајци имам пријатели кои се дошта чести и принудени да бидат таму кој што треба. Жалам, таа програма ќе се одржиме така како што сме предвидели. Планот беше да одржиме една пресконференција пред споменикот на мајката со дете на плоштадот Филип II во Скопје, а позади нас, многу подалеку позади нас, да се наоѓа зградата на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите во Република Македонија. И целта ни беше да направиме една споредба со тоа што го доживеале евреите во Втората светска војна и со тоа што ден денес во овој момент ние сме сведоци што го проживува или на што умираат, на кој начин умираат палестинскиот народ во Газа. Целта ни беше да направиме една таква компарација, но полицијата не пушти, немаме таква можност да го доловиме тоа. За жал сега тоа што сега го говорам, позади мене се децата кои што има за цел да ги одгумат дечињата жртвите во Газа, кои што се во најголем број жртви на масакор кои што таму се наоѓа. А позади нас исто така за жал е полицијата македонска која што ги глуми еврејските војници кои што вршат агресија и масакри во Газа. Имавме за цел да повикаме владата на Република Македонија да излезе со еден свој став, еден фер и праведен став да осуди агресијата во Газа, да застане на страна на правото, на меѓународното право и против тие кршења на сите меѓународни конвенции, против тој геноцид и холокауст на палестинскиот народ. Но можеме да видиме дека најверојатно безцелно го кажуваме ова. Сепак надежта нели последно умира. Имаме апел до нив. Сакаме да продолжиме со ова наша галерија на слики со која што ја прикажуваме стварноста во Газа и наредните денови. Дозволете ни Министерството за внатрешни и другите органи да ја поставиме нашата галерија и да го кажеме тоа што имаме да го кажеме на мирен начин. Нашите деца се тука, нашите деца ги поистоветуваме со децата од Газа. Ние не би дозволиле да направиме, не би се дозволиле на самите себе си направиме било каков инцидент кој што би загрозил пред се нашите деца, а камоли некој друг. Ние не сме како нив, ние не убиваме, ние не правиме насилство. Ние бараме мир и собрани сме за мир. Torvota imoinen, kahumur kuptiivina katodin. Älä vaapustaa, ikuromvesi jäällä veke. Bretoroi surmate krisma veden bombave. Oinen, me tiitat saaranu kappuutun janagoi. Oinen! Nana puisat se jauvane sai. Brigata!